почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани на Република Македонија. Аздисаноста на кадрите на Зоран Заев на челни позиции во Министерството за внатрешни работи оди на штета на нашиот народ. Постојат сериозни сомненија дека Лазе Велковски од позицијата на началник на организиран криминал при Министерството за внатрешни работи извршил кривично дело примање подкуп и на сметка на приватна фирма бил на одмор во Охрид во време трајање од цели 2 месеци. Според информациите кои ги објавија медиумите, Велковски во период од 27.2020 година до 10.9.2020 година престојувал во Охрид во приватна вила, каде ден чини 90 евра, а целиот одмор бил платен 4.000 евра. Која е причината? Приватна фирма да го плати одморот на Лазе Велковски. Лазе Велковски, почитувани, не е обичен граѓанин, туку е началник на организиран криминал и корупција. Доколку на истиот приватна фирма му го платила одморот, е извршено кривично дело примање на подкуп од членот 357 од Кривичниот законник, според кој е предвидена казна затвор од 1 до 10 години. Постојат сомнежи, согласно написите во медиумите, дека кривично дело во случајот е извршено и од страна на фирмата која му го плаќа одморот на Лазе Велковски. Односно истата понудила подкуп, што е исто така казниво согласно членот 44 од Кривичниот законник. Со што Лазе Велковски заслужил приватна фирма да му ги плати трошоците за одмор во висина од 4.000 евра? Дали Велковски извршил активности спротивно на закон и со тоа си го обезбедил одморот? МВР, почитувани, е сериозна структура, која работи по принципот на строга хиерархија и субординација. Од тука се поставува и прашањето, дали за ваквите негови активности знаел и Оливер Спасовски и дали тој премолчал или можеби учествувал во истите. Очекуваме Државната комисија за спречување на корупција и јавното обвинителство веднаш да отворат случај. Ова е огромен скандал за кој мора да има разрешница. Според написите, Велковски не застанал тука. Злоупотребите ги продолжил и со користење на службено возило за приватни потреби, исто така во време трајање од цели 2 месеци. Се поставува прашањето, дали со тоа извршено кривично дело злоупотреба на службена положба и овластување од членот 353 став 5 од Кривичниот законник. Велковски со оваа активност го оштетил и буџетот на Република Македонија со тоа што службеното возило кое го користел приватно дополнително предизвикал и сообраќајна незгода. Одговорност за ова се уште нема. Бараме Оливер Спасовски наитно да го разреши Велковски, а органите на прогонот да продолжат со постапките за утврдување на неговата кривична одговорност. Дополнително, одговорноста не смее да застане со разрешувањето на Велковски. Потребно е и Оливер Спасовски да си поднесе оставка и да дозволи органите на прогонот да го испитаат целиот случај и за негова евентуална вмешаност во истиот. Почитувани, криминалот, мафијата и владата, кои се едно исто во Република Македонија, мора да паднат. Заев и Социјалдемократскиот сојуз не се решение на нашите проблеми, туку тие се проблемот во Република Македонија. Ви благодарам.